Логото на оперативниот систем Microsoft Windows е составено од 4 табли или 4 квадрати, кои што се составени од 4 бои: црвена, зелена, сина и жолта. Секоја коцка или секоја табла означува производ на Microsoft. Црвената боја, како што имам прочитано, била добра за поттикнување на бизниси, за организации, и таа е наменета за Microsoft Office. Зелената боја е наменета за Xbox конзолата за играње на игри. Сината боја е основната боја на Windows и таа е за позадината на Windows наменета, и жолтата боја е наменета за Bing или за хардверските компоненти кои што ги произведува оваа компанија. Следно ќе видиме што значи логото на Mozilla Firefox. Сите мислиме дека на ова лого има лисица, но не е така. Туку има црвена панда. Firefox на кинески означува црвена панда. Која е разликата помеѓу стерео и моно? Разликата се состои во користењето на бројот на канали, односно сигнали. Моно користи еден сигнал, односно канал, а додека стерео користи повеќе. Сега, во монозвукот или во монорален звук се користи еден единечен канал, кој што може да се репродуцира преку неколку звучници, но сите звучници ја репродуцираат истата копија на сигналот. Додека пак кај стереото се користат повеќе канали, кои што се обично 2. Сега, едната копија од сигналот оди во едниот звучник, а другата копија оди во другиот звучник. Односно, left оди во еден звучник и right оди во еден звучник, односно во друг. А пак, кај моно може да биде само left канал или да биде десен канал. Живееме во 21 век, век во кој што технологијата се повеќе и повеќе напредува, век во кој што телефоните, компјутерите и другите уредици од нашиот секојдневен живот, век во кој што интернетот редовно се дружи со нас. Пред постојањето на интернетот, студентите, за да проверат дали положили некој предмет за договор за време на одбрана на дипломски или магистерски труд, за проверка на термини за консултации, оделат во самиот факултет. Денеска не. Од дома, тие на нивните електронски адреси комуницираат со нивните професори, резултатите или некои сообщенија ги проверуваат на групи на социјални медиуми или пак на страницата од самиот факултет. Кога е време за плаќање на сметки, порано можеше да се оди до банките или поштите за да се платат истите. Сега проверката или плаќањето може да се направи онлайн. Еден ученик, кога ќе се разболеше и не беше на настава, го немаше новиот материјал, што го предавала учителката или учителот, професорот или професорката. Одеше кај своите другари, ја земаше тетрадката, го препишуваше или го копираше тој материјал. Сега материјалот, кој што му недостасува на ученикот, кој што бил одсутен од настава, материјалот го добива слика по пат на Facebook, Instagram, Viber или некоја друга социјална мрежа. Кога ќе пропуштевме некој епизода од нашата милена серија, или пак некој цртен филм, чекавме да даде трпливо и да погледне. Сега не ни мора. Ќе се отвориме YouTube, Dailymotion или некоја друга страница каде што е поставена серијата и уживаме во неја. Некоја наша милена песна ја преснимувавме од радио на касета.
и на тој начин така се има. А сега, целосни албуми можеме да слушнеме на видеоплатформите YouTube, Dailymotion, истите да ги симнеме од некои страни каде што може да се симнуваат песни или да ги преслушаме на SoundCloud, Audiomack, Deezer или пак некоја друга аудио платформа. Amazon некогаш беше само река, но денес е и онлайн продавница. Кога креираме нешто или чисто сакаме да истражиме, ние с поголем број информации пребаруваме на Google, Yahoo, Wikipedia, а некогаш информациите ги баравме во книги, енциклопедии, весници или пак списани. Во денешно време, некоја информација која што сакаме да биде видена од повеќе луѓе, истата поставуваме на социјалните медиуми. Параните информации беа закачени на огласна табла. Конференции се прави исклучително во хотели, канцелари или некои други простори. Денес тоа може да се прави и виртуелно. Кога беше време за патување, погледнувавме во мапа кој пат да одиме до дестинацијата која што сме одбрали. Денеска е многу полесно. Во Google Maps се пишеме почетната дестинација и крајната дестинација и имаме аудиоводич кој што ни кажува како да се движиме по патот по кој што одиме. Рецепти за некој вкусно јадење земавме од нашите баби, мајки, тетки и мистрини. Денес доволно да се отвори некоја страница со рецепт, исто да се прочита или пак да се види начинот на негова подготовка. Сите оние работи кои што се правиле пред интернетот се прават и денес, но со постојањето на интернетот и технологијата, начинот за нивно извршување е полесен. Во првиот век социјалните мрежи се повеќе растат, ги има се во повеќе поголем број. Нив ги користиме за комуникација со пријатели, за дознавање на нови содржини, забава и слично. Но како започна се? Која била првата социјална мрежа која што го скрши мразот? Во 1997 година се појавува првата социјална мрежа која што го носи името Six Degrees. Оваа социјална мрежа му овозможуваше на корисниците да креираат кориснички профил со помош на нивната имейл адреса и да додаваат пријатели во мрежа која што е креирана од страна на еден корисник во Six Degrees. Во истата година се појавува и AOL, Instant Messenger. Овој месенџер овозможуваше испраќање на пораки и сега веќе кога го спомнав, ќе кажем кога била испратена првата порака на некој. Сигурно, прво ќе се речите во 1997 година, но не е така. Првата порака била испратена во 1993 година од страна на Тед Леонсис, кој што му испратил порака на неговата сопруга, на кој што му напишал: "Не се плаши, тоа сум јас, те сакам и ме недостасуваш." А на тоа пата жена му вратила: "Вау, ова е кул." Во 1999 година се појавува нешто што го имаме многу користено, а тоа е Microsoft MS. Во 2003 година се појавува социјалната мрежа LinkedIn. Оваа социјална мрежа го става фокусот на професионалци, односно на креирање на професионално портфолио. Исто, во 2003 година се појавува и платформата за споделување на видеосодржини MetaCafe, како и MySpace. MySpace во периодот од 2005 година до 2008 година беше главна социјална мрежа во светот. Кога станува збор за Skype, првата порака, односно реченица која што била испратена на Skype е: "Здраво, дали можеш да ме слушнеш?" Што имаме во 2004 година? Во оваа година се појавува Facebook. Креирана е од страна на Марк Закенберг. Најпрв започнала како мрежа за студентите во Харвард.
Подоцна се проширила во други универзитети, па мрежата станала достапна за средношколци и на крај за сите корисници. Ова социјална мрежа има сина боја. Која е причината и зашто е така? Тоа е така бидејќи Марк е далтонист и не ги разликува зелената и сината боја. Друго, кога го спомна Фејсбукот, тука може да се каже дека ID бројот на корисничката снимката на Марк е 4, бидејќи првите 3 профили, односно сметки кои што биле креирани на оваа социјална мрежа, се користени за тестирање. Исто така во 2004 година ја имаме платформата за споделување на видео содржини Vimeo. Исто во 2004 година се појави и Flickr. Оваа социјална мрежа е за поставување на фотографии и гледање на фотографии кои што се поставени од страна на други корисници. 2005 година е резервирана за YouTube и Dailymotion. Првото видео кое што било поставено на YouTube е видеото Me at the Zoo во истата година, односно во 2005. Во 2005 година исто така се појавува и социјалната мрежа Reddit. Оваа социјална мрежа е наменета за дискусии, за генерирање на вести и тука корисниците може да споделуваат текстови, линкови, фотографии и видеа и имаме гласање за секој поставен пост. Во 2006 година се појавува Twitter и првиот твит е поставен од страна на Джек Дорси, кој што е кособственик на Twitter. И исто така во 2006 година се појавува платформата за поставување на видеофајлови, таа е бугарска и е Webbox 7. 2007 година е резервирана за француската платформа за споделување на аудио записи Deezer. Во 2007 се појави Tumblr, кој што представува социјална мрежа за креирање на блогови. Во 2008 година се појавува друга платформа за поставување на аудиозаписи, а тоа е SoundCloud. Тука може да се поставуваат аудиофајлови, да се креираат плейлисти, да се поставуваат албуми. Но, ако оваа апликација, односно платформа се користи бесплатно, има ограничување во поставувањето на аудиозаписи, а тоа е во време трајање од 180 минути или 3 сати. Во 2009 година имаме и социјалната мрежа Quora. Оваа социјална мрежа е мрежа која што се потребува за поставување на прашања и добивање на одговор за истите. Во 2009 година се појави WhatsApp. Во 2010 година се појави Инстаграмот, кој што сите знаеме дека е платформа за поставување на фотографии, видеа, правење на видео повици, пишување на пораки. Исто ја имаме и Pinterest. Тоа е мрежа во која што имаме виртуелна табла и си ги зачувуваме нашите интереси, односно качиме се што ќе најдеме на интернетот што ни е интересно и би сакале да си го зачува. Исто во 2010 година се појави Viberот, а во 2011 година се појавува Google Plus и Snapchat. Како што кажува името, Google Plus станува збор за платформа која што е развиена од страна на Google и Snapchat апликација за поставување на содржини кои што се во трајање од 24 часа.
Во 2016 година се појавија Duo и TikTok. Duo е развиена од страна на Google и се користи за видеоповици, а додека пак TikTok е апликација за креирање на видеа во време трајање од 60 секунди или 1 минута, каде што се прави емитирање на звуци со поставување на песни кои што доаѓаат во самата апликација или пак поставување на други видеа, кажување на смешки, креирање на слайдшоа од фотографии. Во 2017 година се појавува босанска социјална мрежа која што го носи името Clossenger. Ова социјална мрежа представува спој помеѓу Facebook и Instagram. Откриена е тајната функција на непопуларните игри од 90-тите. Игрите кои ги создаде Microsoft, а кои се наоѓаат на сите верзии на оперативниот систем Windows, се игри кои се играни од најголем број на луѓе. Minesweeper и Solitaire се игри кои се наоѓаат на сите компјутери ширум светот и се популарни бидејќи се интересни, а при тоа и едноставни, но тие не настанале само за забава на корисниците на Windows. Позади настанувањето на овие игри се крие тајна намера на Microsoft, а тоа е да ги едуцира своите корисници. Едноставниот дизајн на овие игри послужија како полигон за вежбање. Solitaire играта со редење на карти, која се појавила во 1990 година на Windows 3.0, е направена со цел корисникот да научи да го користи глувчето, односно да ја вежба функцијата drag and drop без корисниците да сватат што треба да прават со глувчето. Познатата игра Minesweeper настанала во 1992 година, а била вежба за употребата на левиот и десниот клик. Истото важи за играта Hearts, која била воведена во Windows во Workgroups 3.1 во 1992 година. Првата мрежна верзија на оперативниот систем која користила NetDDE технологијата за комуникација со другите играчи. Сепак, ова не било игра, било начин луѓето да се заинтересираат за мрежните способности на нивниот систем. И на крај, играта Free Cell, која била воведена во Windows 3.1 како дел од Microsoft Entertainment Pack Volume 2, целта била да се тестира 32-битниот систем. Доколку не беше несоодветно инсталиран системот, тогаш играта не можеше да функционира. Здраво! Во ова видео ќе направам компарација помеѓу Microsoft корисничка сметка и Google корисничка сметка. Најпрви, што се тие и зашто се употребуваат. Google корисничка сметка е онаа сметка која што е потребна за да се пристапи до сервиси кои што се нудат од страна на Google. А додека пак Microsoft е корисничка сметка која што е потребна за пристап до Microsoft сервиси. Првин ќе почнам со мејл сервисите кои што ги нудат овие компании. Во Google ја имаме Gmail, а во Microsoft ја имаме Outlook. Gmail има простор од 15 гигабајти. Исто толку има и Outlook. Меморискиот простор кој што го има Gmail од 15 гигабајти е поврзан и со други сервиси кои што ги нуди Google, како што се Google Drive и Google Photos. А додека пак Outlook сервисот не е поврзан со другите сервиси кои што
ги нуди овој мейл сервис, односно кој што ги нуди Microsoft во однос на правење на бекап на фотографии. Google ја има алатката, односно сервисот Google Photos, а додека пак Microsoft нема. Спомнав дека 15 гигабајти кои што ги има Gmail, дека се поврзани и со Google Photos. Но, кога се прави бекап овде во Google Photos, има опција да се направи овозможување на креирање на бекап на фотографиите без да има лимитиран простор. Сега, ако ова го има Google Photos, а Microsoft нема таква апликација, кај се прави бекап? Бекапот се прави во драйвот, кој што го има Microsoft. Но, малце потаму зборбам за него. Видео платформи. Google си има YouTube, а Microsoft нема. Драйвови. Google си го има драйвот Google Drive, а Microsoft си го има OneDrive. Google Drive има 15 гигабајти простор, кој што спомнав дека е тесно поврзан со меморискиот простор кој што го има Gmail. А OneDrive не си има свој посебен мемориски простор кој што е 5 гигабајти. Кога се пише мейлот во Gmail, односно кога сакаме да се логираме, не е потребно да се напиши целосната форма на нашиот мейл, доволно е да се напиши почетокот на мейлот, без да му го допишеме она @gmail.com и можеме да си продолжиме со процесот на логирање. Арно, ама, во Outlook не може. Значи мора да се напиши целосната форма на мейлот, например xy@hotmail.com, значи Hotmail може да биде ако сте го направили мейлот порано, или пак xy мајмунче outlook.com. Значи тоа зависи кога го имате направено мейлот, пошто Outlook порано беше Hotmail. Друго, да, следни сервиси се офиси за работа, односно канцелариски пакети. Во Google си го имаме Google Docs. Дајте оние кончињата што може да си ги стратните во вашиот мобилен телефон доколку имате Android, а пак во Microsoft си ги имаме програмите кои што си ги работиме на компјутер, односно Office Online, Word, PowerPoint, Excel. Друго што може да се спомни за овие е дека кога се бриши Gmail сметка, односно Google сметка, имаме помал временски период. А додека пак бришењето на Microsoft сметката бара подолг временски период, односно 60 дена. Сега, за двата може да си се прекини, доколку сакате да го заприте процесот на бришење, но ако сакате да го заприте во Gmail, односно Google, ке треба да реагирате побрзо, бидејќи
е помал временскиот период, некаде околу 5-6 дена. Така нешто, не сум сигурен точно колку беше, а овде веќе 60, така да има време човек да размисли што напред, како да определи да го бриши или не. Друго, сега, овие двата сервиси, значи, вистина, се користат многу. Некој користи само Gmail, односно Google, а некој користи само Microsoft. А ги има и такви што ги користат двете. Зошто? Првото сценарио може да биде да имаш Android телефон и ти треба Google сметка за пристап до Play Store во твојот телефон и да си симнуваш апликации, да си ги апдейтираш и слично, а Outlook си го користиш како мейл. А второто сценарио е да имаш телефон со оперативен систем Windows и ќе ти треба за Microsoft Store таа сметка од Microsoft за да си ги спушташ апликациите, а пак Google да си го користиш за да си гледаш видеа на YouTube, да се аплодираш видеа на YouTube или пак да си правиш бекап на фотографии и да си го користиш и како мейл, односно да користиш повеќе сервиси кои што ги нуди Google. Горе-долу, тоа беше тоа што сакав да кажем, така да, чао. Чао, ама не е чао. Заборав дека не спомнав уште нешто. А тоа е дека за компании има посебни пакети од овие две компании, односно Google и Microsoft. Google нуди G Suite, а пак Microsoft нуди Microsoft 365 акаунт. Сега е се кажано пријатно. Gallery Go е апликација која што имам преземена од Play Store. Ова апликација овозможува менаџирање на фотографии и гледање на видео файлови. Кога станува збор за фотографиите, тие можеме да ги разгледуваме. Една фотографија можеме да ја споделиме преку апликацијата за Baraka Messages, преку Bluetooth, преку Gmail. Може исто така да се прати преку Facebook, односно да се постави на Facebook, на Story, да се направи наша профилна слика на Facebook, да се даде во Drive, во Maps, да се постави на Photos, на Instagram, дали била во Direct Message, дали во Feed или во Stories, во Mega, Яндекс.Мейл, значи тука ги листа апликациите кои што ги имате инсталирано во вашиот телефон и каде што сакате да поставите вашата фотографија. Може да се направи автоматско едитирање, значи тука може да ја зголеми малце светлината, може да прицните, да задржите за да направите споредба. Сега, ако маните replace, ќе заменува фотографија и оригиналната ќе нема. Пошто гледам малце се направила повеќе светлина, ќе ја манам replace, а ако не ќе cancel, ќе се маните нормално. Друго, тука во ова апликација може да се прават други едитирања на фотографиите, односно се прицка edit, може да се сечи самата фотографија, да се ротира, да се додаваат филтри. Тука имаме save copy, значи ќе се направи копија, а онда имавме replace. Тоа е тука добро. Може да се избриши самата фотографија, се враќаме назад. Овде во сетинзите, односно опциите, веќе кога велиме на македонски, можеме да пуштиме темна тема, значи таа беше темата што има пуштено и можеме
да си ја вратиме оригиналната тема која што е светла, тоа е во делот Application Settings. Во Other Settings имаме да пратиме фидбек, да видиме верзијата на оваа апликација, Open Source лиценцата, полисите за приватност и условите за работа на оваа апликација. Доста е брза за работење и не го кочи работењето на вашиот телефон. B1 PreArchiver е програма која што се употребува за креирање и отворање на архиви. Незиниот интерфейс изгледа вака. Имаме файл каде што се возможува креирање на архива со Create архив, креирање на сепарирани, односно поделени архиви за секој фолдер со Create Separate архив for each folder, Open архив, со што се возможува отварање на архива, Test архив, тестирање на архивата, Refresh, креирање на нов фолдер, Settings, односно опции за самата програма, во однос на јазикот, да имаме повеќе јазици, како што можеме да ги видиме дури кој има нашиот македонски. Добро. Други сетинци имаме поврзани со отворањето, со локација на файловите и слично. Recent Archives ни ги покажува архивите кои што сме ги имале претходно отворено и Exit нормално за да се излеземе од самата апликација. Команди за екстрактирање, кај сакаме да екстрактираме, извршување за копирање, copy, paste, cut, delete, rename, show in Explorer, properties, hide preview, да се отвори во надворешен прозорец, едитор и така натаму. И трето имаме Help, значи ни кажува повеќе информации како се работи, што се работи со ова апликација и слично. Да вратиме фидбек, да провериме дали има апдејти. Добро, значи ја користам последната верзија, овде ми кажува дека нема потреба да го апдейтирам и слично. Сега да видиме да направиме некој архивче, ќе побараме во Documents и во Downloads, кај ми ето, не знам, поменем сега да ми пише на врска. Ево овде имам два файлови, аудио файл и видео файл, ќе си ги селектирам, ќе си направам Create. Еве, значи кажува дека во Downloads со име Downloads, ама јас не ќам да види таму и ќе си однесам да ме види на десктоп, ќе си селектирам folder select. Сега, формат на архивата, можеме да го избериме B1, zip, 7 zip, 7 zip, tar. Ќе ја направиме B1. Ќе ја крстиме аудио и видео. Окей. Дали сакаме да биде поделена? Не ќе. Дали сакаме да има пасворд? Не ќе има. Значи ќе ни покажува символите кога ќе пишеме пасвордот. 1, 2, 3 например. Ама не. Не ќе пасворд има. И more options. Дали да биде овие се она за како да е компресијата, но нека си биде смарт. Ајде старт, брц, трц, прц, ете show files in Explorer. Добро, ете. И кога си кликнеме, ни вика дали да ја видиме или да ја екстрактираме. Сакам да ја видам. Ете. Кога ќе кликнам уште еднаш, или сакам да екстрактирам. Сакам да екстрактирам да. Ќе ни екстрактира на десктоп. Јате. Аудио
видео. Да видиме, ще да видиме друго тука ово. Архива, кој ще вика за сепарирано. Значи, ајме, create separate archive for each folder. Шо јаве ги. Значи си направи за фолдерите кои што ги селектиравме, си направи одредена архива соодветна за тој фолдер. Понекогаш на социјалните мрежи Facebook, Instagram или Twitter налетуваме на некои видеа кои што ни се доста интересни. Знаат да не насмеат и со тоа ние да се расположим. Сега, некогаш сакаме тие видеа да ги зачуваме, но како? Токму сега, ќе ви покажам како може да симнете видео од Facebook, видео од Instagram и видео од Twitter. Ќе започнеме со Facebook-от. Ќе си отвориме видеото што го сакаме. Си го копираме URL линкот, одиме копи и одиме во страницата pbdown.net. Го носиме линкот, прицнуваме на download. Добро, ова не го прикажа, пошто не е видеото public. Ајде го сменам, за да можам да ви покажам како се симнува. Рековме, одиме копи, pbdown.net, download и имаме две опции. Дали видеото да биде во нормален квалитет или да биде во HD квалитет. Ајде нека биде во HD. Си се пајам во самото видео и си стиснуваме download. И тоа е тоа. Следно одиме со Инстаграмот. Ајде речеме да симнам видео од IGTV. Си го копирам линкот, најверојатно вака. Викам најверојатно, пошто има и други методи за симнување. Трни се бети. Ова е страницата Downloadgram, кај вика дека може да се симни фотографија, видео или видео од IGTV. Океј. Download и еве го, се симни. Ќе ви покажам и да сличе, дур сум на ова страница. Истата постапка. Download сличето. Одиме на Twitter. Ево такава нешто курва. Копи. И одиме на Twitter Video Downloader, односно на страницата twittervideodownloader.com. Пасте Download. Имаме 720 на 720, 240 на 240, 480 на 480, ајде, пример, нека биде 480. Значи, 480 на 480. Download и готово. Симната. На нашата тастатура од лаптоп или некој друг тип на компјутер можеме да заприметиме дека има копче FN. Зашто служи ова копче? Ова копче служи за контролирање на функционалните капчиња на нашата тастатура кои што ги има од бројот FN се до F12. Значи ова копче ја има функцијата како копчето Shift, кој што го потребуваме многу често во
нашата тастатура. Сега, ќе започнеме со F11, односно F12. F12 ни служи за да го зголемиме гласот на нашиот компјутерски систем. F10 служи, односно F11, за намалување, значи се притиска F11 и FN, намалуваме со FN и F10. Скроз го исклучуваме гласот, за да го вклучиме пак кликаме на него, го враќаме. FN и F9 ни го овозможува појавување, односно F8 и FN ни го појавува менито, кое што е за поврзување на компјутерот со прожектор, односно за прожектор, каде што можеме да го гледаме само екранот на нашиот компјутер, да направиме дупликат од екранот, да направиме продолжување или само да прикажува на вториот монитор доколку го има. FN и F7 за да си го исклучиме екранот. Пак F1 и F7 кликаме за да се врати. Со FN и F6 зголемуваме светлината на екранот, а со FN и F5 ја намалуваме. FN и F2 служи за да се пушти Airplane мод и за да се исклучи, а F1, односно FN и F1 служи за да го направиме мониторот во Sleep мод. На социјалната мрежа Instagram може да се исклучат коментарите на два начини. И тоа, на поставен пост, сега ќе ги вклучам, пошто овде ми се исклучени. Значи, се оди на трите точки и се мава Turn off commenting. Подоцна може да се вклучат овие коментари доколку сакате. И вториот начин е избирање на некој видео или на фотографија. Ќе си ја поставиме на нашиот профил. Во делот под каде што ни пишува also post to Facebook, Twitter, одме во Advanced Settings и маваме Turn off commenting, се враќаме назад и маваме Microsoft Office останува непопуларниот пакет за продуктивност за документи, табеларни пресметки, презентации и многу повеќе. Дали доаѓа како пакет за софтвер за преземање или како пакет Microsoft 365 Cloud. Сепак, низа алтернативни конкуренти станаа се попривлечни, особено поради повеќе цени за лиценцирање, а некои се бесплатни за употреба. Сепак, плаќањето помалку или ништо не мора да значи дека софтверот е со понизок квалитет, како што може да сведочи заедницата со отворен избор. Сепак, може да има проблеми со споделување документи помеѓу различни платформи за канцелариски пакет, што може да представува вистинска грижа. Ова е причината што при изборот на алтернативата за Microsoft Office треба да бидете сигурни во какви било недостатоци што може да ја ограничат вашата потреба на софтверот, особено ако треба да споделувате или да соработувате на документи со други корисници кои имаат еден или повеќе различни канцелариски пакети. Ако ја користите канцелариската алтернатива како самостоен софтвер, не треба да има такви проблеми. Но тоа е нешто за кое што треба да внимавате ако на крајот се промените во друг пакет софтвер. Со тоа, најдобро во алтернативите на Microsoft Office е што генерално има силни програми со целосна функционалност и мал проблеми при споделување датотеки со други платформи, иако
Кумина се приближува до целосната функционалност на Microsoft 365. LibreOffice е безплатен пакет и е open source и е съставен от програма за пишување на документи, Writer, Calc за табеларни пресметки и Impress за креирање на презентации и е достапен на 110 јазици. LibreOffice користи формат ODF, но и ги поддржува оние од Microsoft Office. Тоа е стандарден пакет за повеќето дистрибуции на Linux и исто така е достапен за употреба на Windows и Mac OS. И го има и за Android. Како и кај повеќето open source програми, целата техничка поддршка доаѓа од интернет, но гледајќи колку е лесно ова да се користи, ретко ќе имате потребна поддршка. Платформата исто така нуди можност за експортирање на датотеки во PDF формат. Може да се додаваат и дополнителни екстензии на овој пакет и то. Следно го имаме FreeOffice. Тоа е бесплатна алтернатива која многу наликува на Microsoft Office. Тука имаме познат интерфейс, компатабилност со екран на допир, доаѓа за Windows, Mac и Linux. Значи имаме бесплатно користење. Тоа е комплетен пакет за канцелари што може да се користи бесплатно и за дома и за работно место. Развиен е за Windows, Linux и нуди основна верзија на корисниците на Android. Самиот пакет е целосно компатабилен со форматите на Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а тоа значи дека не само што може да се прегледуваат, туку може да се туку може и да се зачувуваат датотеки во формати како што се DocX, XLSX, PPTX. Исто така поддржува и постари типови на датотеки како што се PPT и XLS. Новиот интерфейс што беше лансиран оваа година ви дава можност или да работите со модерни или класични менија и ленти со алатки. Ова го прави префрлањето од Microsoft Office лесно да се направи, бидејќи интерфејсот е можно сличен. За некои корисници кои имаат луксус на компјутер со екран на допир можат да го користат слободно и режимот на допир со поголеми икони. VPS Office има одлично бесплатно ниво и напредни карактеристики за претплатници. Има поддршка на повеќе јазици, некои карактеристики ги има како само премиум. VPS Office беше издаден во 2016 година од кинескиот развивач на софтвер Kingsoft. Тоа е канцелариски пакет што е достапен за Windows, Linux, Android и iOS. Достапен е на англиски, француски, германски, шпански, португалски, полски и руски јазик. Нуди бесплатно и премиум ниво. Бесплатното ниво ви овозможува да користите Writer, Presentation и Spreadsheets, кои се алтернативи на пакетот Microsoft Office, кој исто така многу наликува. VPS нуди PDF конвертор во Word, што е брз и лесен за употреба. Поддржува неголемо експортирање и исто така може да подели или да спои две или повеќе PDF датотеки во една, односно да направи делење на една датотека или пак да направи спојување на две или
повеќе PDF документи. Нуди бесплатна Cloud Storage од 1 гигабајти за корисници на iOS и компјутер. Но ова услуга се уште не е достапна за Android. Цената на премиум е 29,99 USD годишно и му овозможува на корисникот да побрза 9 уреди одеднаш. Исто така, со плаќањето се ослободува од сите недосадни реклами што се вообичаени за free mode. Сега го имаме Polaris Office. Polaris Office е развиен од страна на Intraver и првично беше објавен во март 2014 година. Тој е бесплатен пакет, бесплатен за 13-14 дена, колку што го дава триал, што е достапен за Android, iOS, Windows и macOS. Се чини дека популарен пакет меѓу деловните субјекти и го користат слични на Amazon и Samsung. Сега нормално дека триалната верзија дава реклами. Го имам користено, знам. А платеното неверојатно нема реклами, има понапредни функции. Сега, со овој моќен пакет може да се уредуваат многу различни формати на датотеки, како што се PPT, XLS, DocX и HVP. Со неновото издание на Polaris може да се конвертираат и уредуваат PDF документи. Пакетот поддржува неколку различни јазици, како што се француски, германски, корејски, англиски и руски. Како што спомнав, единствената вистинска критика кон Polaris е дека иако бесплатното издание нуди огромен спектар на одлики, рекламите на моменти можат да бидат малку оттргнувачки. SoftMaker Office е канцелариски пакет развиен од 1987 година од германската компанија SoftMaker, Software GmbH, со седиште во Нирнберг. SoftMaker е достапна како опција за еднократно купување во стандардни и професионални изданија, како и претплатна верзија, позната како SoftMaker Office NX, достапна за домашни универзални изданија. Издадена е бесплатна верзија под името SoftMaker Free Office. Прега ја спомнав. Free Office го заменува SoftMaker Office 2006-2008 година, кои беа објавени како бесплатни програми, откако првично беа достапни за купување. SoftMaker вклучува TextMaker, кој што е програма за пишување на документи, PlanMaker, замена за Excel, а Presentation, односно SoftMaker Presentation е програма за креирање на презентации. Basic Maker, алатка слична на VBA, односно програма за пишување на VBA кодови. Сега форматите ги има одание од Microsoft Office и има форматот RTF и HTML, ODS. Корисничкиот интерфейс е сличен на лентата што се користи во Microsoft Office 2007 и подоцна и постои опција да се користат менија и ленти со алатки наместо рибон. Има Dark Mode сега Android верзијата на SoftMaker за Android е наречена SoftMaker Office HD, која што е достапна за таблети со Android и вклучува TextMaker, PlanMaker и SoftMaker. SoftMaker Office HD
има само менија и ленти со алатки, а бесплатната верзија за Android се вика SoftMaker Office HD Basic. Сега следно ќе направам мала компарација помеѓу LibreOffice и Apache OpenOffice. Сега, една на големите разлики помеѓу Apache OpenOffice и LibreOffice е фреквенцијата на изданија. LibreOffice се ажурира многу почесто од Apache OpenOffice, што значи дека побрзо ќе добивате нови функции и поправени грешки. Фреквенцијата на ажурирање значи дека има повеќе потенцијал за грешки во LibreOffice, но сите што се појавуваат веројатно ќе се решат брзо. Во поглед на алатките и LibreOffice и Apache OpenOffice нудат во основа ист сет на апликации Writer, Calc, Impress, Draw, Base и Math. Но LibreOffice исто така вклучува и алатка наречена Charts. Како што имплицира неговото име, ова е мала апликација специјално за создавање на графикони кои што може да се додаваат во документи, кои што се практични за презентација, односно кој што оваа програма е практична за презентација. Кога станува збор за јазична поддршка, ако сте повеќе јазичен, вреди да се напомени дека Apache OpenOffice нуди повеќе во однос на флексибилноста кога станува збор за јазиците, што ја возможува да преземате дополнителни јазични екстензии. Ако изберите LibreOffice, ќе треба да се избери еден јазик на почетокот и цело време да се држите до него. Темплеити, односно шаблони. Ако често треба да правите презентации, LibreOffice има предност во однос на бројот и квалитетот на доставните слайдови, односно темплеити за слайдови. Двата софтверски пакети нудат голем број на дизајни направени од корисникот за преземање, но изборот на претходно инсталирани опции на LibreOffice е далеку супериорен во однос на OpenOffice. Следно има за дизајна. LibreOffice и Apache Office, односно Apache OpenOffice, се скоро идентични. Функционалните разлики се многу мали, например, страничната лента на OpenOffice Writer е стандардно отворена, додека за LibreOffice е затворена. И LibreOffice изгледа малку помодерно благодарение на неговите поголеми икони, кои што се наклонети кон суптилни пастелни нијанси, но тоа не е ништо што ќе влијае на вашата секојдневна работа. Кои типови на додеки ги поддржуваат? Ова веројатно ќе биде најголемиот одлучувачки фактор за многу луѓе, иако и LibreOffice и Apache OpenOffice може да ги отворат и уредуваат форматите на Microsoft, кои што се DOCX и HLSX, само LibreOffice може да зачува овие формати. И за на крај, неколку зборчиња е сега. OpenOffice и Apache, односно OpenOffice и LibreOffice се со отворен код и тие се целосно бесплатни. FreeMaker е бесплатна верзија на SoftMaker и VPS е бесплатна, но има и премиум. Сега Polaris, ако сакате да направите тест период на самата програма, имате простор од 14 дена. А пак, ако сакате да правите тест период и да видите како работи SoftMaker, имате временски период од 30 дена. Microsoft Office е софтверски пакет на компанијата Microsoft наменет за канцеларска работа. Овој пакет го користиме насекаде во нашите домови, во канцеларии, на училишта, на факултети и така натаму. Но која е неговата историја? Кога се појавила првата верзија на овој пакет? На 19. ноември 1990 година Microsoft Office се појави и неговото име е Office 1.0, кој што ги содржи програмите Word 1.1, Excel 2.0 и PowerPoint 2.0.
Во истата година, Microsoft стана компанија која што заработи $1 билион од продажбата на овој софтвер. По 2 години, односно во 30 август 1992 година, се појави Microsoft Office 3.0, кој што беше на CD-ROM, кој што ги вклучуваше програмите Word 2.0, Excel 4.0a, PowerPoint 3.0 и Microsoft Mail. По 2 години, односно на 2 јуни 1994 година, Microsoft Office 4.3 ги содржи програмите Word 6.0, Excel 5.0, PowerPoint 4.0 и Mail 3.2 и има Access 2.0 во Pro верзијата. Оваа верзија е за 16-битен оперативен систем, односно за оперативниот систем 3.x, Windows NT 3.1 и Windows NT 3.5. Оваа верзија, односно 4.3, е мој врсник. 30 август 1995 година се појавува Office 95, кој што даја за оперативниот систем Windows 95, NT 3.5.1 и нагоре. Оваа верзија за прв пат може да се речи дека го има истиот број за сите клучни компоненти, односно Word, Excel, PowerPoint и така натаму. 30 декември 1997 година се појавува Office 97 за оперативниот систем 97 и ги има Word 97, PowerPoint 97 и Mail 97. 27 јануари 1999 година се појавува Office 2000, кој што има Word, PowerPoint и Excel 2000. 31 мај 2001 година се појавува Office XP, кој што ги имаше програмите Word, Excel и PowerPoint 2002. И овој Office има веќе сосем нов интерфейс. Во ноември 2003 година, односно 17 ноември 2003 година, се појавува Office 2003 година, кој што ги има програмите Word, Excel и PowerPoint 2003 и веќе тука се појавуваат нови стилизирани икони кои што се соодветни за оперативниот систем Windows XP. По 4 години, односно на 30 јануари 2007 година, се појавува Office 2007, кој што има ново воведено мени, кое што се нарекува Ribbon. На 15 јуни се појавува Microsoft Office 2010, кој што има нов кориснички интерфейс, нови апдејти, нови екстензии, нови формати на документи и го има за 32-битна и 64-битна архитектура. Додаено е отстранување на позадина на фотографија и дополнително е додаден нов прозорец кој што се појавува кога корисникот сака да зачувува нов документ. Тој прозорец се вика Backstage View. 29 јануари 2013 се појавува Office 2013, кој што има нов кориснички интерфейс и додадено е Office SkyDrive интеграција. На 22 септември 2015 година се појави Microsoft Office 2016. Кога се појави оваа верзија, мислев дека има некои
нови измени, но генерално е исте со 2013. Но, само различно е тоа што имаме нова боја на рибонот, односно сината боја за Word, зелената е за Excel, портокалявата или црвената е наменета за PowerPoint, светло сина за Outlook и така натаму. Септември 24. 2018 година се појави Microsoft Office 2019 година. Тука има некои нови измени, како што имаме додавање на трейд објекти, имаме преведувања, некои нови формати за пишување на математички формули, пуштање на слайдшоу преку Digital Pen, нови функции во PowerPoint, поголеми типови на податоци во Access и слично. Што ќе биде следно, не знаеме. Често пат имаме некои аудио файлови кои што треба да ги конвертираме. Дали поради тоа што нашиот компјутер не ги поддржува, дали потребно некаде да ги закачиме во друг формат и слично. Но по нашиот компјутер некогаш немаме аудио конвертор, па треба да пребаруваме. Дали ќе бил кракиран, дали ќе има некои лимити и слично, дали ќе се соочиме со некои проблеми, не знаеме. Сега, во ова видео ќе ви покажам како може да конвертирате еден аудио файл онлайн. Значи тоа може да се направи со помош на страницата onlineaudioconverter.com. Еден аудио файл може да се избере преку OpenFiles или преку Google Drive, преку Dropbox или пак преку URL. Јас ќе одам со барање во мојот компјутер. Би требало да имам некој аудио формат. Да, имам MP3, си го отворам. Значи почнува првиот чекор е аплодирање. Можеме да го конвертираме во MP3, WAV, како iPhone ringtone, MP4, односно M4, FLAC, OGG и други формати MP2 или AMR. Имаме Advanced Settings, можеме да направиме да биде 160 kbps, 112, 128, 160, 192, 224, 256, односно да менуваме во неговиот квалитет, дали да биде на еден канал, на два канали, да му го смениме неговиот sample rate и слично, дали да имаме fade in, fade out, да се обидиме да избришиме глас, ама тоа е многу тешко, значи такви програми уште нема сала, и reverse, edit track info, значи како се вика песната, кој е артистот, од кој албум е, од која година е, кој жарне, и некои други забелешки, ама тоа нема да го правиме директно кај мене конверзијата. Значи, еве ги тука, имаме 64 килобајти во секунда, 128, 160, 256, ќе имаме на 256, за да ни биде 500, ама ќе направиме WAV. Значи имаме Tape, CD, Quality, DVD, Extra High. Значи овде пиши башка за секој формат. Одиме во Convert, го исконвертира, можеме да си го симниме, да си го зачуваме во Google Drive, да си го зачуваме во Dropbox, не Drog, Download и после да го спишеме од серверот. Здраво народе, во денешното видео
ќе зборувам за онлайн алатки кои што ни овозможуваат конверзија на аудио и видео записи, документи, фотографии и слично. Конкретно во ова видео ќе зборувам за N23 apps, онлайн конвертори и онлайн алатки за снимување на аудио и видео записи. Ќе бидат прикажани нивните карактеристики и ќе биде објаснето зашто тие се употребуваат. Тука ќе зборувам што се тие, нивните карактеристики, начинот за импортирање на фајлови во нив, PDF алатките, аудио алатките како што се аудио катер, аудио джойнер, аудио конвертер, voice recorder и видео алатките, видео конвертер, видео катер, видео рекордер и екстрактор на архиви. Сега на почеток, што се N23? Категории PDF алатки се кои што се употребуваат за манипулација на PDF документи, аудио алатки за манипулирање со аудио записи и видео записи со кои што се овозможува манипулација на видео записи, екстрактор на архиви со кои што се овозможува екстрактирање на една архива. Сега, нивните карактеристики се лесни се за употреба, безбедни се, бесплатни се, извршуваат на веб предоставувачи, значи не е потребно нивно снимување, инсталирање, држуваат 15 јазици. Начините за импортирање на еден файл се прави со помош на Google Drive, Dropbox, URL, Choose File или Drag and Drop. PDF алатките се алатки за манипулација со PDF документи. Операциите кои што може да се извршат со помош на алатки се кратење, спојување, компресирање на еден PDF документ, конверзија на PDF во Word и обратна конверзија на PDF во Excel, Excel во PDF, PDF во JPG, JPG во PDF, отклучување на заклучен PDF документ, заклучување на PDF документ, да се ротираат неговите страници, да се конвертираат тој во PowerPoint, во PDF, да се направи PNG во PDF, PDF во PNG, PDF во HTML и да се дадат бројови на страниците во рамките на еден документ. Сега аудио алатките, како што реков, се втората категорија бесплатните алатки на N23 apps, овозможуваат манипулација на аудио записи, сечење на еден аудио запис, спојување на аудио запис, конверзија и снимање на аудио звук. Аудио катер е алатка која што овозможува сечење на еден аудио запис и овозможува додавање на опциите fade in и fade out во записот. Audio Joiner е алатка со која што може да се направи спојување на повеќе записи во еден запис. Таа е бесплатна алатка која што овозможува конверзија на аудио фајлови. Грешка, сега значи одам за аудио конвертер, е бесплатна алатка која што овозможува конверзија на аудио фајлови, се прави конверзија на еден запис, може да се подесуваат опциите за квалитетот на форматот, во кој сакаме да го конвертираме фајлот, да се дадат fade in, fade out, да се возможи reverse, да се поместат каналите на самиот файл, да се дадат додатни информации за записот кој што се наслов, артист, албум, која песна, година, жанр и така натаму. Voice Recorder е алатка за снимање на гласовен аудиозапис и негово зачувување во форматот MP3. Видео конвертер алатка кој што се припаѓа во групата на видео алатките и се употребува за конверзија на видео фајлови. Доаѓа со сличен интерфејс како алатката аудио конвертер, овозможува избор на резолуција за финалниот, односно конвертираниот запис, избор на видео и аудио кодекс, избор на квалитетот на аудиото, мутирање на звук, дефинирање на големина на крајниот резултат.
Видеокатер е алатка која што се употребува за сечење на видеозаписи. Видеорекордер е алатка која што овозможува снимање на видеофайлови со помош на веб-камерата и преглед на видео, негово снимување и бришење, и од друга страна овозможува и криење на фотографии. И на крај од N23 Apps имаме екстракторот на архиви, што е алатка со која што се овозможува онлайн екстрактирање на архива и овозможува екстрактирање на 80 типови на архиви. Почнувам со Zanzar, тоа представува онлайн конвертор кој што се употребува за конверзија на документи, фотографии, аудио и видео записи. Овој конвертор може да се користи на два начини, со корисничка сметка и без корисничка сметка. Зашто ни е потребна корисничка сметка за да можеме да правиме конверзија на поголеми файлови со големина до 2 GB, поголема брзина на снимување на файловите и на неограничени дневни конверзии. Се додаваат файлови со кликнување на копчето, drag and drop file, select links. Следен конвертор е www.onlineconvert.com е представува онлайн алатка за конверзија на файлови. Исто како е алатката Zanzar, овој конвертор може да се користи со корисничка сметка и без корисничка сметка и е поделен со повеќе подконвертори. Аудио конвертер за конверзија на аудио файлови, документ конвертер за конверзија на документи, веб сервис конвертер овозможува конверзија на видео файлови со видео файлови со својства кои што се наменети за некои видео платформи како што е YouTube, Dailymotion. Софтвер конвертер има слична функција како конверторот документ. Видео конвертер за конверзија на видеозаписи, e-book за конверзија на книги, девајс конвертер за конверзија на видеозаписи наменети за некои уреди како што се Android, iOS и друго, хаш генератор, различни типови на енкрипција. Тука имаме image конвертер, овозможува конверзија на фотографии, PDF to Word, конверзија на PDF документи во Word и обратно PDF to JPEG се додава со кликнување на копчето Choose Files, Drop Files, несување на URL, Dropbox, Google Drive и слично. Следен конвертор што ќе зборувам е онлайн конвертер, односно www.onlineconverter.com. Овозможува онлайн конверзија на поголем опсек на файлови, мерни единици, е поголем за персонална или бизнис употреба, целосно е бесплатен и е едноставен за употреба. Тука ќе ја кажам дефиницијата, принципот на работа, карактеристиките, Desi Downloader, MyBit, YouTube MP3, YouTube MP3, YouTube to Mate. Есекуално алатките за снимување на аудио и видео записи се бесплатни алатки кои што овозможуваат снимување на аудио и видео записи од платформи кои што се употребуваат за поставување и гледање на видео файлови или поставување и слушање на аудио
файлови. Принципот на работа е за да се симне на песна или видео потребно да се изврши следните чекори, се копира потребниот линк од записот кој што сакаме да го симниме. Копираниот линк го поставуваме во алатката кој што сме избрали за симнување на истиот. Се кликнува download веч старт, значи во секоја алатка името различно и се започнува самото симнување. Некои алатки овозможуваат избор на квалитет на записот кој што се симнува. Во тој случај се изберуваат понудените опции кои што ќе се појават. Карактеристики тоа што е потребна интернет конекција за да се возможи нивната функционалност, бесплатни се, немаат сложен кориснички интерфејс, некои нив може да се инсталираат во вид на екстензија за веб прилистувач и може да возможуваат симнување на една или повеќе платформи. 10 downloader алатка кој што возможува симнување на видеозаписи и аудиозаписи во MP3 доаѓа со едноставен интерфејс, целосно бесплатен, содржи поголем број алатки за превземање повеќе платформи, компатибилен со оперативниот систем Mac, Linux, Android и достапен на повеќе јазици. Има и видео алатка кој што возможува симнување на видеозаписи во формат MP4 и аудиозаписи во форматот MP3. Дополнително ова алатка има своја верзија во вид на апликација за веб прилистувач на Google Chrome. Доаѓа со едноставен интерфејс, целосно бесплатен, содржи поголем број на алатки, превземање од повеќе платформи. Работи со скоро 800 страници кои што хостираат видео и аудиозаписи, помага при превземање на видео файлови со социјалните мрежи Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube и други платформи. Следно имаме YouTube MP3, представува бесплатна алатка за симнување на видеозапис од платформите YouTube во форма на аудио и видео файл. Форматот на зачуваното видео е MP4, а на аудиото е MP3. Максималната должина на симнување е 1 час. Работи на компјутер, таблет и мобилен телефон. YouTube MP3 е понапредна верзија на оваа алатка и доаѓа со различни интерфејси, возможува симнување на повеќе платформи, односно файлове повеќе платформи, нема ограничување на должината на записот. И за крај, од овие ги имаме YouTube Mate, бесплатна алатка која што возможува симнување на аудио и видео и видеозапис од формата YouTube, социјални мрежи и останати платформи за хостирање на аудио и видео записи. Крајниот продукт, односно конвертираниот запис, може да ги има следниве формати: MP4, M4, 3GP, FLAV, MP3, WebM и други формати. Може да се инсталира како екстензија за веб прилистувач од Google Chrome и не постои ограничување во однос на симнувањето. Заклучок, значи од ова сите што го кажав, може да се заклучи дека не треба да се симне на нашиот компјутер, се оди онлайн, затоа ни е потребна да имаме интернет конекција. Некои умни се сосема бесплатно, но за некои треба да си има акаунт и да сме претплатени на нив, за да можеме да имаме дополнителни опции и да уживаме во нивното работење. Тоа е се. Чао! За да исклучиме процеси кои што се појавуваат со кревањето на оперативниот систем Windows 10, избираме Task Manager. Откако ќе се појави Task Managerот, одиме во Startup. Гледаме да исклучиме некој процес. Тука имам
скоро се исклучено. Ајде, бе. Торент е вклучен. За да го исклучам, ќе манам најдолу disable. За да го вратам, ќе манам enable. Многу едноставно. А вие прате си знаат да го отежна работењето на системот и затоа понекогаш потребно да ги исклучи. Значи уште еднаш. Disable за исклучување, enable за повторно вклучување. За симнување на стори од Facebook, кој што се наоѓа во архива, потребно е да се оди на вашиот профил. Се кликнува на More и се оди на Story архив. Се отвора и барате нешто да симнете. Например, некоја сличе. Се отвора сликата, се оди на трите точки текстот горе и се кликнува на Save Photo. Истото може и за видео. Трите точки, Save Video. За симнување на стори од архива, во Instagram потребно е да одите во вашиот профил и да кликнете на Story архив. Отварате, бирате некој стори, дали било слика, дали било видео, зависи што сакате да симнувате. Отварате стори, овде е слика, еве, и мавате Save Photo. Пишува Save to Camera Roll. Друго, за видео отварате и кликнувате Save Video. Едноставно е и брзо. Во Windows 10 може да се вклучи и Mono Audio Mode. За тоа, одиме во Start menu, избираме Settings, пишуваме Mono, се појавува Turn Mono Audio On or Off. Кликнуваме на него и во делот каде што пишува Turn On Mono Audio, го пренасочуваме кон On. Ако сакаме да го склучиме, си го враќаме во Off. За да се инсталира јазична поддршка во оперативниот систем Windows 10, потребно да се оди во Start менуто и да се избери Settings. Откако ќе се појави овој прозорец, одиме во делот Time and Language. Кликнуваме, избираме Language. Add a preferred language. Го бираме јазикот кој што сакаме да го инсталираме. Нека биде босански. Кликнуваме Next. Започнува преверувањето на пакетот и не прашува дали сакаме да го поставиме како јазик кој што ќе се покажува на оперативниот систем. Тоа се прави со Set as my display language. Некиме, имаме чекирано Install Language Pack, тоа е за да го инсталираме. Други опции имаме Handwriting, Basic Typing и Optical Character Recognition. Ќе го ставиме вака, како што си е онлајка и кликнуваме Install. Започнува процесот. Линивчето треба да се наполни целосино и кога ќе е наполнето, тогаш јазикот ќе биде инсталиран и ќе се појави долу во статусната линија каде што се избираме јазик за пишување. Значи почнува и јаве го. Но сепак треба ова линија што тера да се полни, треба да се наполни до крај. И подоцна може да се тргне ако сакаме да нема. Таа јазична поддршка. Ето, готово е. И ако сакаме да избришеме, си одиме, кликнуваме на босански и маваме Remove.
Понекогаш имаме потреба некој тамнейл што сме го креирале на YouTube да си го зачуваме, поради тоа што не сме го зачувале во нашиот компјутер. Сега некогаш кога ќе го спуштиме, од YouTube ни го вади мал, како пресечен. За да го спуштиме во целосна форма, како што си е, ќе си отвориме страницата Boing YouTube Thumbnail Grabber. Сега, си одиме во YouTube, си бараме некој видео, го копираме линкот од видеото, си одиме на страница, си маваме паste. И вади средна големина од тамнейлот, тамнейлите кои што YouTube ни ги предложил за да ги поставиме, и најдолу си имаме големата верзија, односно нормалната која што сме креирале. Си имаваме Save Image As, ке си го зачуваме негде во Download Desktop или кај што сакаме, не е битно. Си имаваме Save и Happy End. Си ја имаме оригиналната големина на тамнейлот кој што сме го креирале. Многумина од нас насмеа ке речат дека првото селфи го направиле Мистер Бин и им погоди. Но тоа не е точно. Првото селфи е направено од страна на Роберт Корнелиус во 1839 година. Првиот имейл бил пратен во 1971 година од страна на Рей Томилсон. Првиот домен кој што бил регистриран бил symbolic.com на март 15. 1985 година и сега е историски сајт. Првиот веб сајт кој што прикажува информации за World Wide Web бил на август 6. 1991 година. Првата слика поставена на интернет е од страна на Тим Бернерс-Ли, кој што го направил World Wide Web и е за комедијата Less Horrible Sermentes. Првиот AOL Instant Messenger, односно првата порака во него, била испратена во 1992 година од страна на Тед Леонси до неговата жена на 6. јануари таа година, на кој што му напишал: "Не се плаши, тоа сум јас", и таа му вратила: "Супер, тоа е кул". Џо Маккембли го направил првиот банер и бил представен на октомври 1994 година. Првиот производ кој што бил продаден на eBay бил расипан лазер, односно лазерски поинтер за $14,83 во 1995 година, а првата книга која што била продадена на Амазон била во 1995 година и била Даглас Хофстедес. Првата реченица која што била потребена во Skype во Естонија во април 2003 година била од страна на човек кој што учествувал во креирањето на оваа апликација и била "Hello, can you hear me?" или во наш превод "Здраво, дали можеш да ме слушниш?". Марк Закенберг имал профил со ID 4, бидејќи првите 3 акаунти биле употребени за тестирање, а првиот профил на човек кој што не бил во тимот кој што го градел Facebook бил Ери Хейсис. Првото видео на YouTube било поставено во 2005 година на 23 април од страна на кој-собственикот Јот Карим во Сан Диего зоолошката и било прегледано речи се околу 10.000 милиони пати, и првиот твит кој што бил напишан бил од страна на Джек Дорси на 21. март 2006 година.
Првиот веб браузер кој што беше представен во 1990 година е World Wide Web, направен од страна на Тим Бернерс-Ли. Подоцна, овој браузер доби ново име, а тоа било Nexus. За да нема забуна со World Wide Web. Кој го направи лаптопот? Првиот концепт за лаптопот бил представен во 1976 година од страна на Hero Park. Сега, за прв пат се појавил во 1981 година и тоа е лаптопот Osborne 1, кој што чинил $1795. Бил доста тежок и немал батерија. Следниот лаптоп кој што се појавил бил Epson HX20 во 1983 година. Имал батерија, бил полесен од првиот лаптоп кој што се појавил Osborne 1 и имал малечко екранче кое што служело за принтање. Социјалните медиуми се дел од нашата секојдневие. Нив ги употребуваме за читање на новости, споделување на информации и комуникација со нашите пријатели. Кога пишуваме некој одреден пост, тој си има свој лимит. Најпрво ќе започнем за Facebook. Постот може да има 63.206 карактери. Името на корисникот е до 50 карактери, опис на страните 155 карактери и Facebook коментари 8000 карактери. Кога станува збор за твит, еден твит може да има 280 карактери, 10.000 карактери во еден параки и 20 карактери за корисничкото име. На Instagram можеме да имаме максимум од 1200 карактери за описна слика, 30 хаштагови, 150 карактери за биографија и 30 карактери за корисничкото име. На YouTube може да имаме 100 карактери на наслов и 5000 карактери кога правиме опис на само видео. Многу ми од нас имаме некои акаунти кои што не ги користиме, почесто тие знаеме да ги испришиме. На поодреден период имаме потреба поради некои причини да направиме рекреација на сите акаунти. Сега, дали некои од нив може да се рекреираат, а дали некои не. Токму во ова видео ќе имам некои важни информации кои што ќе го продолжат вашето знаење за рекреирање на некои акаунти. Прво нешто, кога ќе избришете Google сметката, вие не можете да направите иста како она што ви била претходна. Зошто? Бидејќи Google не ги обновува корисничките имиња. Од друга страна пак, ако сте имале акаунт на SEO Clerks и сте продавале како фриленсер и сакате да направите нов акаунт, вие можете да направите нов акаунт, но не со стариот имейл. Зошто? Значи, одговорот е како претходното прашање, значи не се обновуваат имињата. Значи, тука ќе ви треба нов имейл и ново корисничко име. Кога станува збор за Инстаграмот, може да направите со стариот мейл, а тоа значи дека ќе треба да го тргнете вашиот имейл од делот каде што ви е напишан имейлот и да го избришите вашиот број. Значи со мейлот и вашиот број што сте го тргнале, ќе можете да направите нов акаунт. Сега за името. Значи ќе правате да го напишете старото име кое што сте го имале на Инстаграм. Ако
не uspe, ќе направите со ново име. И по одреден период ќе го напишете вашето старо корисничко име. Тоа значи дека е обновено и можете да го искористите. Сега, најважно прашање од се е дали треба да избришите вашата Fiverr сметка. Не, никако. Ќе бидете во голем проблем. Зошто? Тоа го знам по мене. Значи, креирав веб страни, имав комуникации со клиенти и продав. Но меѓутоа, продажбата надеше добро и не сакав повеќе да го имам мојот акаунт. Го избришав. По одреден период се решив повторно да продавам. Почнав да правам нов акаунт. Прв проблем со кој што се соочив беше дека не може да се креира со истиот мейл. Ајде направив. Едно проблем че е решено. Друго, кога треба да се напиши бројот за верификација, не можеше да го внеси, пошто кажува дека постоела сметка. Океј, ајде, го напишав на мајка ми бројот, фати се супер. Дојде дел с поврзување на социјални мрежи. Пробав со Facebook, не може, пробав со Gmail, не може, бидејќи биле поврзани претходно. Ајде, направив на Gmail и фати. Ама, најголемиот проблем кој што беше и воедно изненадувачки шок за мене беше тоа што рекол како на Скопски, ама нема везе. Тоа што ми го исклучи акаунтот со порака дека сум ги прекршил правата за користење, бидејќи сум имал две сметки. Затоа ви советувам да не го правите тоа, оти може да се премислите и бам, да ви ја скинат сметката и после чудате се што да сме. Друго, за Microsoft акаунт може да го избришите да си направите со ист. Dailymotion може исто така. Кога станува збор за Метакафе, треба да му пишете на тимот за поддршка и тие ќе ви го дате разрешението, значи може да ви вратат во истиот ден или подоцна. И сега малце ќе кажем колку денови се потребни за бришење на акаунтите. Постанува збор за Gmail, значи или Google сметка, општо кажано, треба неколку дена. За Microsoft треба 60 дена, за Dailymotion се бриши истиот ден, Instagram се бриши истиот ден, за Facebook треба 14 дена. За Facebook не кажав. Ако сакате да направите нов профил со стариот мейл кој што ви е на стариот профил или бројот, треба да ги отстраните тој профил и да ги дадите во новиот. Значи, активниот мейл ќе треба да го замените со друг имейл и така ќе можете да направите нов профил. И ако сакате да го избришите, мавате delete и чекате 14 дена за да се избриши. И при тоа не треба да се логирате. Фала што гледавте тоето. За да ја вклучите темната тема во Facebook Messenger, потребно е да кликнете на вашата профилна слика, која што се наоѓа над пораките или која било секција во самиот Messenger, најгоре во левиот ќош на екранот. Откако ќе кликнете на сликата, се појавува овој прозорец кој што го гледате. Тука, кај што пишува Dark Mode, треба да повлечите надесно и темата е вклучена. А за да исклучите, влечите само налево и тоа е тоа. Верзија на Windows 10. Основната верзија на Windows 10 е 10 Home. Оваа верзија ја има за десктоп компјутери, лаптопи, таблети и содржи сите
опции кои што ги нуди овој оперативен систем, но нема некои како што се Group Policy Management, BitLocker, Remote Desktop, Client Hyper-V и така натаму. Следна верзија која што ја има е Pro. Оваа верзија има неколку напредни опции кои што ги нема во основната верзија, тоа е верзијата 10 Home, како што се Group Policy Management, BitLocker, Remote Desktop, Client Hyper-V, значи преге ги спомнав попочна со кажување за верзиите и ова верзија е типична за мали бизнеси. Windows 10 Mobile, како што кажува самото име, е оперативен систем за мали таблети кои што имаат големина под 8 инчи и мобилни телефони. Windows 10 Enterprise е за средни и големи организации. Ги има опциите од Windows 10 Pro, но има и некои дополнителни, како што се Windows Logo Creator, AppLocker, Direct Access, Device Guard и слично. Windows 10 LTSB или Long Term Service Branch е верзија на Windows 10 Enterprise, која што нема метро апликации како што се Store, Xbox, Cortana, Microsoft Edge и така натаму. Го има класичниот калкулатор и класичниот Windows Photo Viewer. Имам исто така Enterprise верзија која што е наменета за телефони и таблети и е со VL лиценца. Windows 10 Education самото име ни кажува дека е наменета за едукација, односно за училишта, факултети и слично, и треба да ги, односно е во сусрет со оние барања за училишта како што се администратори, студенти и наставници. Исто така има и опција Windows 10 и од Core, која што е наменета за автомати, терминали. Windows 10 N и KN е сега тука. N значи дека е наменето за земјите од Европа, а KN дека е за Кореја. И овие едиции ги вклучуваат сите основни опции кои што ги нуди оперативниот систем Windows 10, но нема Media Future Pack. И последна едиција која што ја има овој оперативен систем е Windows 10 S, а тоа е оперативен систем, односно верзија на Windows 10 која што возможува симнување и извршување на апликации од Microsoft Store и може само Edge да функционира како браузер, бидејќи, како што спомнав, не може да се инсталираат други апликации. Разлика помеѓу бришање на Viber и одинсталирање на Viber апликација. Кога се одинсталира Viber апликацијата, значи дека вашиот профил не го губите. Туку само одинсталирате самата апликација и тука се губат сите истории на чатови и повици. Но пораките можете да си ги вратите ако имате направено веќе некој бекап. Сега, од друга страна пак, ако притиснете да е актив, значи започнува процесот на бришање на вашата Viber сметка. Сега, колку дена трае то, од кој ќе маните да актив и ќе избришите апликацијата, не знам.
На нашите профили на социјалните медиуми, без разлика дали е Facebook, Instagram или YouTube, знаеме да поставиме некои видеа. Тие видеа можат да бидат за промотивни цели или пак да бидат поврзани со некоја наша прослава или пак да бидат поставени заради забава. Но често знаат тие видеа да имат песни за кои што ние немаме авторски права, односно ги немаме откупено тие авторски права. Сега, ова видео нека има наслов што ќе се случи доколку ставиме песна во видео за кое што ние немаме откупени авторски права. Сега, кога станува збор на Facebook, ние си го поставуваме нашето видео. Во тоа видео има некоја песна која што е доста популарна, која што нас ни се допаѓа и сме ја поставиле во него. Си го поставуваме видеото, си тераат процентите за кои што кажува докаде е поставувањето на самото видео и ќе добиеме известување дека видеото е поставено. Супер, нашето видео е на Facebook. Но после тоа доаѓа известување во кое што пишува дека нашето видео нема звук, бидејќи во нашиот видеоматеријал има копирајт, односно песна за која што немаме авторски права. Сега можеме да маниме да направи да биде со звук, но можеме и да го оставиме така. Подобро е да се остави така, според мене, бидејќи ако продолжуваме цело време да ставаме некои видеа со песни со копирајт, мислам дека може да ни ја блокираат опцијата за поставување на видеа. Не знам, ова е моја претпоставка, да сега сум немал некое такво искуство. Следно, кога станува збор на Instagram, кога ќе го поставиме видеото, дали било на IGTV или пак било во обичен пост, алгоритамот може да ни најде копирајт и да ни го блокира самото видео и ќе ни стигне нормално нотификација со тоа. Сега кога станува збор за YouTube, се го поставуваме самото видео, си се полни поставувањето, супер, си се процесира видеото, си го ставивме тамнейлот и така натаму. Ни пишува дека има копирајт. Сега, тој копирајт може да се избегне со мутирање на самото видео или пак едноставно да го избришиме видеото. Сега, ако го поставиме или го оставиме видеото со тој копирајт, може да стои повеќе време и да нема гајле, но може да добиеме страйк. Во YouTube се дозволени 3 страйка. Добивате еден страйк, окей, добивате втор страйк, окей. Ама, ако добијате трет страйк, вашата сметка ќе биде окината и не ќе можете да направите нов YouTube канал со имејлот кој што е поврзан на YouTube. И затоа ќе треба после да си креирате нов Gmail, односно нова Google сметка и да си креирате нов YouTube канал и да не поставувате содржини кои што имаат копирајт. Сега како може да се избегне сето ова? Може да се избегне со тоа што кога поставуваме на Facebook или на Instagram, за Facebook имаме аудио library во кое што има песни со кои што се дозволува да бидат поставени во нашите видео фајлови, а за YouTube исто така имаме YouTube library со кое што може да се поставуваат тие песни во видеата кои што ги поставуваме на YouTube. Сега, овие песни од YouTube library кои што ги имаме ставено во видеото, тоа видео можеме да го поставиме на Facebook и да не добиеме копирајт, а ако користиме песни од Facebook аудио library и ги поставиме на YouTube, не знам дали ќе се добие копирајт, но мислам дека не, бидејќи се бесплатни. И тоа е то. И уште нешто, ако правите влог, например, и гледате дека свири некоја песна, бегајте што побрзо, за да не добиете копирајт. Оти може и да е 3 секунди, одма ќе го препознај алгоритамот на YouTube или на Facebook или на Instagram и, како што реков, може да
ви биде мутирано видеото, може да ви биде блокирано видеото или пак да добиете страйк и да си бидете во ризик. Зато избегнувајте го сето тоа и користете ги аудио леберите, односно аудио библиотеките кои што се понудени од страна на социјалната мрежа Facebook и од страна на платформата YouTube.